вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Во ова издание, во Конгресот веќе втор ден поред виши владини лица сведочат за новата стратегија за Авганистан, а во меѓувреме во Брисел министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО на дводневниот самит дискутираат за ситуацијата во оваа земја. Со ова го започнуваме редовниот блок вести. Втор ден на распит во Сенатската комисија за односи со странство за новата стратегија на владата на председателот Барак Обама за Авганистан, на кој сведочат државната секретарка Хилари Клинтон, секретарот за одбрана Роберт Гейтс и началникот на Сдружениот генералштаб адмиралот Майкл Мулен. Тие ќе одговараат на прашања за плановите на Обама да испрати дополнителни 30.000 војници кои ќе се борат против силите на Талебан и Ал-Каида во Авганистан. Гейтс вчера кажа дека е клучно да се подобри безбедноста во Авганистан, а Клинтон дека новата стратегија е најдобар начин за заштита на САД. Министрите за надворешни работи на земјите членки на НАТО се среќаваат во Брисел на дводневни разговори посветени на ситуацијата во Авганистан. Американската државна секретарка Клинтон најави дека Вашингтон очекува значителен придонес на дополнителни сили од своите сојузници, како и фондови со кои ќе се потврди заедничкиот удел во конфликтот во Авганистан. Генералниот секретар на НАТО Андреа Покрасмусен смета дека американските сојузници во Авганистан ќе испратат околу 5.000 дополнителни војници, можеби и неколку илјади повеќе. Председателот Барак Обама денеска во Белата куќа е домаќин на самит фокусиран на креирање на работни места. Владата на форумот покани преку 100 извршни директори од приватниот сектор, бизнисмени, представници на работничките синдикати и економисти, со цел да се разговара за намалување на невработеноста во САД од 10,2%, највисоко ниво од 1983 наваму. Пратениците во сојузната држава Њујорк отфрлија мерка со која нивната ќе станеше шеста која одобрила истополови бракови. Во Вашингтон градскиот совет усвои таква мерка, но таа мора да оди на второ гласање на 15 декември. Истополовите бракови се веќе одобрени во Конектикат, Ајова, Масачусетс, Њу Хемпшир и Вермонт. Најпознатиот голфер во светот од се срце жали што ги прегазил семените правила. Вака вели Тајгер Вудс во писмената изјава по повод неодамнешниот автомобилски инцидент и медиумските шпекулации дека имал вомбрачна врска со келнерка во Лос Анџелес. Не сум без мани, наведува спортистот кој важеше за совршен и побара малку приватност додека ги расчистува работите со семејството. Американска владина агенција вели дека постои поврзаност меѓу гипсените готови плочи од кинеско производство и корозијата на инсталациите во американските домови. Жители од 32 сојузни држави и Порто Рико се жалат на здравствени проблеми и материјални штети како последица од употребата на овие гипсени плочи. Мери Фланаган тврди, домот ја разболел. Главоболки, астма, имав пневмонија неколку пати откако се вселив. А делови од куќата поцрнуваат, кородираат. Се што е метално, накид, сопирачките за врати, цевките, жиците на гитарата. До сега се поднесени околу 2000 слични поплаки во САД. Научниците веруваат дека проблемот се готовите градежни гипсени плочи, од кои најголем дел произведени во Кина. Комисијата за безбедност на потрошувачките продукти тестирала 40 на домови чии собственици се пожалиле. Најдовме цврста врска меѓу гипсените плочи, што содржат високо ниво на сулфур и корозијата и здравствените симптоми на кои луѓето се жалат. Портпаролот на комисијата Алекс Филип наведува дека се работи за домови изградени последните 4 години и тоа во области со голема влажност на воздухот, која исто е фактор. По ураганите во Флорида и Луизијана 2005 и 2006 немаше доволно гипсени плочи за поправка и изградба на нови домови, што го зголеми увозот од Кина. Филип вели дека агенцијата ги истражува долгорочните здравствени проблеми во случајот и какви се опасностите од корозијата по електричните инсталации. Комисијата треба да даде конечен одговор на сите прашања до средината на 2010. Според нова студија во САД, болката е главниот фактор за паѓањето кај повозрастните лица. Студијата се надоврзува на претходните истражувања, кои сметаат дека паѓањето е всушност причина за повреди кај лицата над 70 годишна возраст и смрт кај оние над 85 години.
Новата студија на Универзитетот Масачусетс се фокусира на хроничната болка во коските и зглобовите кај постарите лица. Научниците велат дека ова истражување е првото што се осврнува на комплексноста на болката кај нив и нејзината поврзаност со паѓањето. Околу 40% од лицата вклучени во истражувањето доживеале пат во првата година откако тоа започна, а 55% во првите 18 месеци. Беа регистрирани околу 1000 паѓања меѓу вкупно 749 учесници на возраст од 70 години постари. Истражувачите побарале учесниците да го бележат нивото на болката. Биле регистрирани преку 1000 паѓања во рок од 18 месеци. Во Центарот за рехабилитација во Бостон, Лорета и Џорџ Словер се тестираат за рамнотежа. Обајцата се над околу 70 години и обајцата доживеале пат. Лорета пати од хронична болка во зглобовите. Научниците тврдат дека фактор за паѓањата е нивото на болката што се случува. Откривме дека лицата со болки на повеќе места по телото се во особен ризик. Тие имаат за 50% поголеми шанси да паднат во период од 18 месеци споредено со лицата кои немале никаква болка. Паѓањата меѓу постарите се причина број 1 за хоспитализација поради повреди како скршеници на колкови, повреди на мозокот и други делови од телото. Некои од нив може да се спречат, тврди раководителот на истражувањето. Поголемо внимание на проблемите како болките и паѓањата може да резултира во подобро здравје и да им помогне на луѓето да продолжат да живеат активно и независно. Ширум светот е забележан пораст на популацијата над 60 години, да и се помогне да го одржува своето здравје. Тоа го зголемува квалитетот на животот и воедно може да ги намали здравствените трошоци. Утре во News Flash, инцидентот во Форт Худ, ментална болест, лудило или нешто сосема трето. Тоа се за денеска, ова беше Гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Вилковска. Ви благодарам на вниманието, а за сите најнови содржини погледнете на нашата веб страница glasnaamerika.com. До гледање.